Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. По завршувањето на градежните активности на филтер станицата за отпадни води кај Кучичино, објектот е предаден во употреба. Се работи за капитален инфраструктурен објект што треба да обезбеди заштита на животната средина, а чија инвестиција ја подржа владата на Швајцарија. Општина Чешиново Облешево ја доби својата прва станица за пречистување на отпадните води што се сливаат во реката Брегалница. Лоцирана е во близина на речното корито кај селото Кучичино и представува важен инфраструктурен објект за заштита на животинскиот и растителниот свет во водите, но и во сливот на најдолгата река во источниот регион. Таа е дел од поширок регионален проект што пред околу 4 години започна да се реализира со финансиски грант од владата на Швајцарија. Тоа беше и повод по завршувањето на градежните работи и свеченото пуштање во употреба на објектот да присуствуваат и представници од донаторот, кои изразија задоволство што со овој чин успешно завршува и целиот проект. Оваа пречистителна станица е последната која што е реализирана од групата на 18 мали инфраструктурни проекти поврзани со води, а реализирани во рамките на проектот за управување со сливот на река Брегалница. Овие 18 мали инфраструктурни проекти кои што ги споменав допринесоа да 30.000 луѓе од Брегалничкиот регион имаат подобро водоснабдување или подобар пристап до водоснабдувањето, а 7.000 имаат подобрени услови за одведување на отпадни води и нивно пречистување. Покрај изградбата на објектите за третман на отпадните води, со проектот е изработен и план за управување со сливот на Брегалница, што е прв ваков документ во Македонија. Навистина докажавме она што и на почетокот беше предвидено, дека ќе направиме еден проект кој ќе биде пример за управување со водите во Република Македонија. План за управување со Брегалница представува една комплексна целина која не само предвиди мерки, туку истовремено ги реализираше мерките. Тоа е всушност и оваа пречистителна станица. Од локалната самоуправа на Чешиново Облешево се заблагодарија за помошта од владата на Швајцарија за изградбата на пречистителната станица за отпадни води, при што градоначалникот Крстев нагласи дека таа е од голема важност не само за локалната средина, туку и пошироко. Изградбата на пречистителна станица ќе допринесе за намалување на еколошката загаденост, како и биолошкиот свет на река Брегалница. Исто така ќе доприноси и за почиста животна средина. Пречистителна станица е изградена во место викана Долна Лака во катастарска општина Кучино. Изведувач на работите е Екоина од Република Хрватска, а подизведувач е фирмата Алфа Инженеринг Радовиш. Сличен објект како кај Кучичино е изграден и кај селото Карбенци како дел од проектот за мали пречистителни станици, што беа добиени со вториот повик од програмата за управување со сливот на Брегалница. Во реализирањето на инвестицијата, финансиска поддршка во висина од над 23 милиони денари обезбеди владата на Швајцарија, додека локалната самоуправа на Чешиново Облешево учествуваше со давање техничка поддршка за локацијата на филтер станицата. Фондот за здравствено осигурување работна единица Кочани со ново раководство. На местото на досегашниот раководител Лазар Настевски поставен е Јордан Синадинов. Работната единица во Кочани на Фондот за здравство денеска со ново раководство. На местото на досегашниот раководител Лазар Настевски, кој што 8 години го раководеше фондот, сега е поставен Јордан Синадинов. Синадинов на местото раководител на Фондот за здравство доаѓа по 15 годишно работно искуство како контролор во работната единица Кочани на Фондот за здравствено осигурување. Во раководењето има искуство околу 1,5 година, бидејќи го раководеше фондот пред околу 10 години. Во краткиот разговор за новото раководство, Синадинов за Канал 8 истакна дека ќе се залага за успех во работата на фондот, која што и понатаму ќе биде отворена институција и секогаш на располагање на граѓаните, и секако за квалитетна услуга и партнерски однос со јавните и приватните здравствени установи. Селата Оризари и Тракање ќе добијат детални урбанистички планови. По изработените предлог решенија, идната среда и четврток во просториите на Домот на културата и на училиштето во овие населени места ќе се одржи јавна презентација и анкета за плановите за кои жителите ќе можат да дадат и своји забелешки.
Привршуваат постапките за донесување детални урбанистички планови за селата Оризари и Тракање, што започнаа кон крајот на минатата година. Предлог планските документи веќе се изготвени, а идната недела ќе се најдат на јавна расправа и разгледување пред жителите. За в среда од 11 часот и 30 минути во Домот на културата во Оризари е планирана презентација на урбанистичкиот план за оваа населба, а за в четврток пак, со почеток од 12 часот, во просториите на училиштето ќе се одржи јавна презентација во врска со урбанистичкиот план на Тракање. Тоа ќе биде можност да се спроведе и јавна анкета со сегашни или поранешни жители на двете населени места, при што предвидено е таа да трае до 9, односно до 12 јануари идната година. Во овој рок, заинтересираните физички и правни лица од подрачјата што се опфатени со плановите ќе можат да достават забелешки и предлози на анкетни листови во писмена форма, а истите ќе можат да ги подигнат во архивата на општинската зграда, како и од веб страницата на општина Кочани. Во прилог на анкетните листови, заинтересираните граѓани ќе треба да достават и копија од катастарски план и имотен лист за парцелите за кои ги даваат забелешките. Деталните урбанистички планови за двете населени места ги изработи Институтот за урбанизам, сообраќај и екологија, ИНПУМА од Скопје, кој според проектната програма што требаше да ја следи, една од главните цели е создавање на поквалитетни услови за живот на жителите, како и услови за побрз економски развој на населбите. Со тоа се овозможува и создавање законски услови за изградба на нови стамбени и деловни објекти во селата, како и намален број на дивоградбите. Дополнително ќе треба да се овозможи и зачувување на животната средина, со што ќе се уреди намената и начинот на користење на просторот во двете населби. Површината на планскиот опфат за населбата Оризари изнесува 182, а за Тракање 80,7 хектари. Со урбанистичките планови определена е и намената на земјиштето и на градбите, како и соодветно решение на примарната, секундарната сообраќајна мрежа и на целата комунална и телекомуникацијска инфраструктура. 3 лица од Кочани заработија кривична пријава од полицијата поради испречување службено лице кое извршувало работни задачи. Според информацијата од МВР, пријавените попречувале инспектори кои вршеле увид во незаконско зафаќање вода за наводнување. Незаконското наводнување на земјоделски површини за кое до инспекторските служби била поднесена пријава од надлежните органи, дополнително се искомплицирало за тројца жители на Кочани кои го оневозможувале увидот. Според официјалните информации за таквото однесување тие заработиле кривични пријави од полицијата, па дополнително на суд ќе мораат да дадат образложение за своите постапки. Од полицијата велат дека надворешната канцеларија за криминалистички работи од Виница поднела кривична пријава против 57-годишниот ЗГ, 56-годишниот НГ и 29-годишниот КГ, сите тројца од Кочани, затоа што постоеле основи на сомнение дека тие сториле кривично дело спречување на службено лице во вршење службено дејствие. Всушност, настанот се случил на 7 декември годинава, откако од страна на службени лица, водостопански инспектор и овластен инспектор за животна средина од општина Штип, при вршење на контролен инспекцијски надзор, било побарано од пријавените да приложат на увид дозвола за зафаќање вода и платени надоместоци за вода. При тоа, наместо да одговорат на барањето, трите лица започнале да им упатуваат закани на службените лица и одбиле да го потпишат записникот за извршена контрола. Пријавата од полицијата е испратена до судот, каде ќе се расчистува вината на пријавените во случајот. Здруженијето ИНИ од Виница ќе ги истражува причините за иселувањето во 3 општини – Виница, Зрновци и Чешиново во Облешево. Миграцијата трае повеќе од 1 деценија, а последиците стануваат се по-алармантни. 1/3 од работно способното население во источниот регион е иселено. Само од Виница неофицијалната статистика пребројува околу 5000 постојано иселени луѓе и таа миграција трае повеќе од 1 деценија. Причините се фокусираат на нискиот стандард и неизвестната екзистенција, а последиците стануваат се по-алармантни. Студиозен и систематски пристап во кој ќе бидат инволвирани сите засегнати страни, а кој ќе води кон изнаоѓање решение и придвижување на проблемот со иселувањето во спротивна насока е целта на проектот.
Афирмација на проблемот со исилувањето во јавноста, идентификација на проблемите и причините за исилување, идентификација на проблемите кои ги одвраќаат иселениците да се вратат дома и дополнително стимулираат исилување, идентификување на главните предизвици за намалените инвестиции од страна на иселениците, редовни заеднички средби помеѓу институциите и иселениците, зголемена одговорност на институциите за нивната транспарентност, достапност и потребата од посебен пристап кон иселениците и нивна мотивација да инвестираат во родниот крај. На крај од проектот ќе изработиме публикација која што ќе ги покаже самите резултати од истражувањето и ќе се изготват соодветни препораки. Проектот е финансиски подржан од Civica Mobilitas, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, кој го спроведуваат НИРА со Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Шведскиот институт за јавна администрација, а е со трајање од 4 месеци. Банско Бугарија и Драч Албанија, најбарани дестинации за дочек на Нова година. Поголем дел од анкетираните граѓани најлудата ноќ ќе дочекаат во домашна атмосфера. Помладите ќе шетаат надвор од државата. Банско Бугарија и Драч Албанија се најбараните дестинации кои што граѓаните ги разгледуваат и резервираат за дочек на новата 2018 година. Низок стандард, ниски плати и примања на граѓаните, сепак туристичките агенции за Нова година со полни раце работа. Граѓаните на Корчани највеќе се заинтересирани за Банско, за Драч Албанија, Банско Бугарија. Највеќе се заинтересирани бидејќи поволни се и понудите што ги имаме, односно се во цени да ви кажам, нели, за Банско, превозот само со ноќевање и појадок е 5890 денари, а на база ХБ, односно доручок и вечера, и заедно со превозот е 7750. Имаме исто така многу добра понуда и за Драч, многу ефтина, во цена од 5518 денари, вклучење превозот, 3 ноќевања, комплет пансион, заедно со свечената вечера, значи ефтен поволни услови. Има заинтересирани доста и за Драч. После имаме ја Врњачка бања, и тоа интересот за таму е малку послаб, дали може да поради цената, изнесува 11720 денари, вклучени се 2 ХБ, доручок и вечера, и свечена вечера влегува у таа цена. Имам исто така доста интереси за Будва. Цената е сместување во приватни вили од 3990 денари, вклучува 2 ноќевања и превозот е вклучен во таа цена, или во хотел со појадок само 5500 денари. Тоа е 2 ноќевања, превозот и доручок. Канал 8 ги анкетираше и граѓаните. Едни во домашна атмосфера, други надвор од државата за дочекот на новата и испраќањето на старата година. А каде за Нова година? Малку настрана една, подолга релација, малку променена средина, на луѓе и така. Каде? Па во Банско. Знаеш, со друштво е секаде убаво, ама некогаш посакувате малку промена. Дозволува ли нашиот стандард да отидат граѓани? Па не би рекла. Ама, кога некој сакаш да си приуштиш за душата, кога е за душта и желба, се може поеднаш во годината. Дома. Скромно, дека ќе идеме. Пари нема, незапослени, дека да идеме. Каде за Нова година? Па домашен амбиент ќе биде. Па проблемот стандардом е секој сака да иде малку подалеку од својата куќа, ама стандардот колку ти дозволува, толку ќе правиш. Каде ќе одите за Нова година? За Лондон. Како? За Лондон. А имате таму роднини нешто? Имам ќерка и внука и зет. Уште не сум размислувал, ама најверојатно дома. Дали најубаво си е дома? Финансиите не дозволуваат ли да отидете некаде? Не е толку за финансиите, веќе и така. Сакаме домашен амбиент, децата ќе си дојдат на гости, малку не се по страна и сакам со нив да бидам. Па новогодишните пожекните празници ќе ги поменеме дома заедно со најблиските, со семејството, бидејќи така нели секогаш е најубаво. Па така и оваа година одлучивме да бидеме
дома со најблиските. Туристичките агенции и со други поатрактивни понуди: Истанбул, Париз, Виена, Будимпешта, Милано, Венеција, Рим. Но овие дестинации остануваат за граѓаните со подлабок джеп. Бидејќи дочек на нова година нема да организираат ниту општините од источниот регион на своите плоштади, на повеќето од граѓаните им останува неизбежната домашна атмосфера или евентуално понудите на домашните ресторани и кафулиња. Следува информацијата од спортот. Традиционалниот турнир во борење Андонов Колев наместо на крајот од оваа најверојатно ќе се одржи на почетокот на идната година. Причина за доцнењето се персонални измени во раководството на боречкиот клуб Спартак, кој е организатор на надпреварот. Иако вообичаено се одржуваше при крајот на месец октомври, за оваа година одамна е изминат терминот за организирање на традиционалниот турнир во борење Андонов Колев. Надпреварувањето, што веќе 20 години се наоѓа во календарот на Федерацијата на боречки спортови на Македонија, до сега не го доживеа своето 21 издание. Иако за причините за ова нема официјални информации од боречкиот клуб Спартак, кој е организатор на турнирот, сепак од луѓето што директно или индиректно се ангажирани околу кочанското борење, доаѓаат информации оте се очекуваат кадровски измени во раководството на клубот. Во план е пред нова година да се одржи годишно собрање на кое би се избрал нов управен одбор, а чии амбиции се консолидирање на Спартак и обезбедување по сигурни извори за финансирање на неговото работење. Поради ваквиот тек на настаните, мемориалниот турнир Андонов Колев за младите борачи од Македонија најверојатно ќе се одржи во почетокот на идната година, со што ќе им се одаде почит на поранешните членови на Кочанскиот боречки клуб. Во изминатите години на надпреварувањето учествуваа борачи од повеќе клубови во Македонија, а се надпреваруваа во категории на пионери и кадети. При тоа, вообичаено на крајот беа прогласувани најдобриот борач и најдобриот техничар, а се доделуваа и награди и признанија за учесниците. Почнувани, тука го завршуваме и ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.